астровирус и шигела кај гостиварци кои дале примероци за анализа. Овие се најчести, но не единствените вируси и бактерии изолирани кај жители од Гостивар, кои се резултат на фекално загадување или загадување од атмосферски води. Иако има повеќе анализи што е пронајдено кај болните, здравствените власти велат дека не може да донесат генерален заклучок. Астровирус е најчест и шигела е од бактериите најдена најчесто. Не во сите народи, меѓутоа има пациенти што ги имат сите. Може има некој што има една, значи не се идентични резултатите, како што не се идентични резултатите на чешмите. Значи има 4 чести и 5 прљави. Клековски вели дека е стагнирачка состојбата со прегледи, но побара од гостиварци да не се опуштаат. Морам да предупредам да не настане попуштање во спроведување на мерките. За мене надвор од инкубацијскиот период, бидејќи ги знаеме кои вируси и бактерии се присутни, е многу поважно дали граѓаните ќе задржат дисциплината или не. По еднонеделната криза и прогласената епидемија, гостиварци најмногу сакаат да слушнат кога од нивните чешми ќе потече чиста вода. Јас очекувам до крајот на оваа недела да имаме технички исправна вода во Гостивар. Сега треба да се пристапи кон целосно, би рекол, перење на системот, за да може да добиеме вода која што ќе има нормални граници на хлор и која што ќе биде добра за техничка употреба. А ако секако што биде планот е кон крајот на идната недела таа вода да биде добра и за пиење. Што се однесува на бројните реакции на социјалните мрежи по вчерашната изјава на министерот за здравство за слободни јавачи на епидемијата. Клековски денеска тврдеше дека не мислел на никој конкретно, туку дека граѓаните треба да се информираат од официјалните канали. Сања Димитровска, Сител телевизија.